Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на тема од областа на детската психијатрија. Поконкретно ќе се осврнеме на сите предизвици кои ги носи почетокот на учебната година и со се што се соочуваат децата, но и нивните родители во текот на учебната година. Мој гостин и соговорник во денешната емисија е доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Симеонова, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам на поканата, Александар. Поздрав за сите гледачи на сите телевизија. Пред да почнеме конкретно за темава, утринава може би времето по-конкретно во Скопје со дождот и облачноста не подсети малку на есен, на септември, еве како вовед во емисијата. Што носи септември и кои се почетоци ги имаме токму во септември покрај учебната година? Така. Благодарам за прашањето, Александар. И навистина е многу интересно како, знаете, сите славиме Нова година, го славиме јануари, ги славиме тие почетоци, а всушност оно кое што ни го вели статистиката дека можеби септември носи уште повеќе почетоци од јануари, а нели на септември гледаме можеби постерилно. Тоа е сигурно заради тоа што културолошки нели новата година има многу ритуали, има многу начини на кои што прославуваме и можеби затоа септември е малку како потежок месец заради тоа што ништо не славиме, а почнуваме многу работи. Така што септември е една како нова страна особено во животот на најмалите, заради тоа што тоа е директно поврзано со училиштето, меѓутоа исто можам да кажам дека е доста голем челендж за возрастните, заради тоа што септември носи и големи почетоци за возрастните. Така е, дополнителни обврски, но и навики кои треба да ги стекнат и родителите по-конкретно со првачињата. Еве, токму и тоа е нашата денешна тема, како нова учебна година, нови предизвици за најмалите, односно за децата и родителите. Што е тоа што најмногу ги вознемирува децата пред почетокот на учебната година од ваш специјалистички аспект и посебно првачињата? Ја би ги, кога кажавте што ги чекаат, најпрво ми дојде мисла за адолесцентите, морам да бидам искрена, бидејќи адолесцентите се можеби најоплашени од почетокот, заради тоа што летото значи седење до подоцна, враќање на училишните врски, учење повторно и просто како да се уплашени да се вратат на таа секојдневна рутина. А можам да кажам дека првачињата они не знаат што ги чека и мислам дека стравот е поизразен кај родителите отколку што е изразен кај овие предшколски деца. Така што мислам дека кога разговараме за првачињата, мораме да разговараме со родителите, а тоа е да они се подготват. Ќе направиме на компарација како со почетокот во градинка. Не треба детето да биде спремно да почне во градинка. Треба да биде спремен родителот. Што тоа значи? Детето има фантастична имитаторна интелигенција и низ реакциите на родителот, колку е он спремен детето да појде, детето ќе биде автентично толку спремно да појде, значи или во градинка или на училиште. Така што мислам дека тука веќе е предмет на разговор со родителите кога станува збор за првача. А кога станува збор за почеток на дете кој што веќе е воведено во тој образовен процес, во тој случај многу е важно ние како родители, да речам во тој период баш е идеално време направена оваа емисија, баш така и потребно на децата недела до 2 пред започнување училиште, постепено да ги вратиме во тие ритуали, на порано станување, на имање на доручек, на одредени активности да им задаваме, тука се лектирите, незавршените работи, да просто ги потикнуваме да се вратат во тој ритуал, бидејќи навистина знаеме, летото носи многу промени. Така што мораме да им помогнеме на нашите деца. Така е. Еве веќе да ги заокружиме првачињата, но и останатите промени на средината, како што се шестоделенците, но и средношколците исто така почнуваат во нова средина. Кои се најчестите очекувани реакции при промена на средината или нови обврски и задолженија?
Така, децата е многу интересно што они знаат во тој процес, ние тоа го велиме да соматизираат. Што тоа значи? Да они се затекнати од една нова ситуација која што нели за нив е непозната. Сите им велат нели сега ќе имате конкретно нели за преминот на од еден наставник на повеќе наставници. Сега ќе имаш повеќе наставнички, треба да се докажуваш, треба да покажеш дека си вредно дете и сето тоа. И многу задачи им се даваат на тие деца. И тие деца доколку тоа делува страшно, они најчесто ќе дават оној момент што ви го кажав, ќе соматизираат, ќе почнат да се жалат од стомачните губи, леле мама ме боли стомачето, леле ме боли сега главата, се чувствувам дека ми се повраќа, не можам да заспиам, не се чувствувам добро, малку ми е страв. Просто ќе дадат едни, да речам, соматоформни симптоми кои што на некој начин ќе растерета таа психолошка анксиозност која што е, да речам, водачка во овој период. И заради тоа многу е важно да на децата не да им се дадат само ние, да речам, worst case сценарио, она што ќе биде наставничката сега ако ти не се покажеш на почетокот, после тоа ќе биде тешко. Знаете, родителите нема да те запамети, плашејќи се да они не бидат доволно добри во овој процес, они ги плашат. Устари како страва да го чува домот, или го форсираат детето. Или го форсираат детето, да. И во тие ситуации ние можеме детето му објасниме дека нели тоа се различни предмети, природно е да не сите предмети еднакво ни се допаѓаат и така е, науката вели дека тој кој што нели не секој може убаво да црта или не секој може не уме убаво да пее. Меѓутоа не значи дека нели ако не умееме дека не треба да се потрудиме. Меѓутоа да не ги форсираме нашите деца, бидејќи кај нас постои културолошки дека 5:00 значи гениално дете. Во светот се многу пофлексибилни во однос на тоа 5:00 и мислам дека притисокот кој што ние им го задаваме... Да, во светот сегментот на врски и на пријателства го нема, значи затоа децата се оставени сами на себе се уште кај нас на овој дел од Балканот посебно, да. Голем притисок на децата, просто како да нели ако е максимално детето успешно на училиште, тоа значи дека е среќно дете. Меѓутоа статистиките велат дека не е тоа баш така и флексибилноста мора да научиме како особина и пак ќе кажам, повторно е апелот кон родителите, а не кон децата. Времињата се други, децата си имаат многу ресурси, учат многу различни работи и школскиот систем би требало паралелно да се развива со технологијата, тоа гледаме дека не е баш така и децата имаат многу по како да кажам стимулуси кои што им предизвикуваат многу поголем интерес од образованието и она кој што ние можеме да го помогнеме да го унапредуваме образованието и да на децата им го намалиме притисокот. Да, многу често децата ќе искоментираат ова што ми го збори наставничката, јас лани или пред неизвестно време го видов на интернет преку телефонот или се дознав во тој контекст. Така и знаете како книгите треба многу долго да ги вртите за да добиете информација, а сега модерните деца имаат вештачка интелигенција, ќе ја прашаат и таа им одговара. И знаете сите ние бираме поедноставен пат и природно е, мислам и тоа е еволуцијата на човекот да го бара поедноставниот пат. Така што не треба да им замериме на децата што можеби имаат еден таков однос кон учебниците, треба едноставно да им објасниме дека тоа е ресурс, дека тоа е нешто кое што е неопходно, дека мора да се помине таа фаза. Мора да се помине тој процес и дека не секогаш нешто мора да ни е многу интересно за да го правиме. Едноставно некои работи треба да ги правиме и се дел од нашите обврски како ученици. Да, неизбежно е прашањето зошто децата кои посетувале градинка или биле претходно социјализирани на некој начин или помешани со други деца, полесно се прилагодуваат на промените и новите средини. Јас како мајка и како професионалец екстремно многу ги почитувам градинките и на сите мои гостувања и во сите работа со моите клиенти и пациенти јас тоа го нагласувам колку е важна градинката. Градинката е важна по многу нешта. Да речем да почнеме од едноставниот дел. Децата добиваат ред и рутина. Ние како родители или баби, дедовци доколку ги чуваат децата, многу е очекувано дека потребите им ги задоволуваат веднаш и непосредно. Да децата многу потешко учат емоционална регулација. Што тоа значи? Еве ако моето дете кое што оди во градинка сака да си игра со кукла, најверојатно 3 други деца си играат со кукла и она мора да почека за да си поигра со куклата. Доколку моето дете го чува исклучително мојата мајка, бидејќи го чува нели само него, логично е дека она ќе му даде куклата веднаш. Веднаш и не само прво на него ќе му даде. Едноставно одма гратификацијата, задоволувањето на потребата е непосредно, без одложеност, без чекање и сето тоа. И овие деца многу потешко
учат емоционална регулација. Тоа не значи дека они не ја постигнуваат во текот на животот. Меѓутоа тоа значи дека една развојна фаза која што очекувано се заврши до нека 5-та година, ние пролонгираме во адолесценцијата. Така што друго, децата кои што одат во градинка имаат директна социјална интеракција со другите деца. Значи не растат, она не е млад возрасен, него е дете кој што е дете, кој што си игра со децата. Воспитувачките се едуциран кадар кој што знае точно како да постапува со нашите деца, така што од сите, да речам, аспекти градинката задоволува, да, настинките се тука и обично родителите и најчесто зашто ја прекинуваат градинката се заради настинките, меѓутоа и имунитетот се јакна на деца кои што оделе во градинка. Така е, мора, знаеш како велат и вашите колеги лекари, мора да ги помене тие детски инфекции од градинка, вклучително и бактериите и вирусите, за да се го зацврсти или да се го оформи имунитетот на некој начин. Точно. Така, веќе кога сме ке процесот на прилагодување, предпоставувам многу често и вашите клиенти, пред се родителите, ако имаат проблеми при адаптација на нивното дете во училиште, ве прашувале изминатиот период или изминатите години, колку време треба да помине за да детето се навикне на новите обврски, новата средина и при тоа да се адаптира во тој, би рекол, нормален тек на обврски активности во неговиот период на животот. Во принцип, ако дете кој што нели удало во градинка, кој дете кој што нели има да речем слични рутини, 5 до 6 недели се оптимално. Меѓутоа ако станува збор нели за дете кој што не е адаптирано, да речем, еве живее во зграда, питано нема интеракција со деца, би му требало подолг период и би било неблагодарно да кажам временски период, зашто стварно многу релативно и многу индивидуално. Меѓутоа, факт е дека децата кои што посетувале, да речем, градинки претходно многу лесно стапуваат во тој школски процес, бидејќи се им наликува на нешто кое што веќе они го имаат доживеано. Веќе имаат грами во мозочето за нешто кое што го поминале. Така, бидејќи споменавте најчестите реакции на децата да не се повторуваме, ме боли главата или ќе биде затворено, ќе плаче, значи како да му помогне родителот еве на детето при самиот процес на адаптација, еве како што рековте исто така недела до 2 пред почетокот на учебната година со дополнителни обврски, дали пораното станување на вистина добар процес за навикнување на новите обврски од септември? Да, и ова е изванредно прашање, Александар, заради тоа што обично родителите клекнуваат на тие сомотофорни поплаки и почнуваат да го носат детето на инвестигација, типот го боли глава, му прават испитување, го боли стомачето, му прават испитување, се уредно, они се уште повеќе загрижени, леле резултатите ништо не дава, детево го боли нешто. И нормално, нели, тоа ми е некако во склоп со мојата професија и во мир со самата себе дека психијатар е последната карика или психолог, дека нели тоа е од кога се ќе се исклучи дека е добро па стасуваат кај мене. Меѓутоа во тој процес они се автентично убедени. И тоа е природно, знаете како јас можеби од перспектива на психијатар ми е многу едноставно кога моето дете вели како боли стомачето, меѓутоа јас ги разбирам тоа, нели тоа се родители тука преовладува емоционалниот процес и они се затекнати во сето тоа. И они уште подраматично реагираат како сега те боли главата, каде те боли главата. И децата ја знаете како реакцијата на родителите е идентична како нивната. И тука се случува еден синергизам. И просто како да, и апсолутно веќе училиштето е секундарно, односно не станува дека е важно и почнуваат изостаноците. И во тие моменти јас ги баш онака охрабрувам родителите да го препознаат ова, да видат кога започнува, бидејќи знаете како најчесто они ќе ви кажат доста навечер кога веќе знаат што ги чека са бајлето, или ќе ви кажат рано наутро кога треба да одат на училиште. Да внимателно ги регистрираат тие сигнали кои што ги праќа детето. Или на пример пуштате го да му дадат црта да игра нешто и видите го дали го боли стомачето. Ако во тие моменти детето не го боли стомачето, вие знаете дека тоа е соматизација. Кога ќе се занесе детето кога е добро, тоа значи дека нели органско страдание нема. Така што тоа се некои да речем tips and tricks кои што би им помогнале на родителите да они тоа го препознаат. Така, тука ќе ги поканеме нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023116 566. Денеска говориме на тема за сите предизвици кај децата и родителите кои ги носи учебната година, која
годинава почнува во понеделник на 1 септември. Доктор Камилија, колку е важен сонот при целиот овој ритуал и процес за едно дете полесно да се адаптира и да се навикне на новите обврски, како и утринските ритуали кои ќе му бидат секојдневие веќе од 1 септември во точно определено време? Браво за поставеното прашање. Сонот, и секогаш го нагласувам, сонот е клучен. Е клучен за развојот на детето, за функционирањето утре на зрелата личност и оној момент колку што знаат младите да го поценуваат спиењето, е нешто кое што ние мораме да им помогнеме да сватат колку е важно. Сонот, ќе земам еден прост пример за да гледачите ме разберат подобро. Во утринските часови, значи таа 5-хидрокситриптофан молекула која што е прекурзор на серотонинот, на хормонот на среќа, се ослободува. Таа се конвертира во серотонин. Навечер таа формула се конвертира во мелатонин, односно хормон кој што е клучен за заспивање. И кога ние правиме инверзија, кога ние не заспиваме, автоматски имаме помало ослободување на серотонин во утринските часови, паѓање на расположението. Осцилациите на серотонин во нашето тело генерираат анксиозност, панични напади, депресија, промени во волево-нагонската сфера. Така што многу е важно да нашите деца спијат. И знаеме дека во летните часови на децата има позгодно да седат до доцните часови навечер, бидејќи има топло преку ден, меѓутоа ние мораме пред почетоците на школската година, каде што нели они веќе не може да компензираат дневниот сон, макар и дневниот сон никогаш не го компензира ноќниот сон, да ги поттикнеме да легнуваат порано. Дури и постојат и суплементи кои што ни помагаат полесно да заспиеме и да ние мораме да настојуваме да им објасниме на децата дека сонот е клучен за развојот. Студии покажуваат дека луѓе кои што не спијат, буквално се случува автофагија на мозокот. Тоа значи дека самите клетки си го уништуваат мозокот, го буквално го намалуваат нашиот структурата, значи нашиот мозок се намалува кога не се спие. Така што од клучна улога е да се спие. Младите мора да научат дека треба да се спие. Убав повод за следна тема при следно гостување, токму сонот, затоа што навистина е корисен и значаен за нормалното функционирање, но и за општото здравје. Да, но тука ќе ги вклучиме и гледачите со нивните прашања, потоа ќе продолжиме околу останатите обврски кои ги носи учебната година. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Вака, јас имам девојче што ќе оди сега прваче од септември. Така. Ама многу е повлечено, многу е срамежливо. Така. Мислам, многу е срамежливо, дури ни името не знае да си го каже. Во градинка дали Во градинка нема одено. Дома го чуваше баба му. Така, ќе добиете накратко совети и препораки како токму овие недела-две да постапите со девојчето на некој начин, да го подготвите или да го опуштите, секој е добро? Еве многу честа ситуација како овој пример, да заборавивме да го споменеме, меѓутоа да практично го кажа гледачката. Така. Прво морам да бидам искрена дека не можеме да очекуваме дека чудо ќе се случи. Така. И обично на кое што најчесто јас сум затикната е детето нема самодојба, не разговара, не сака да се дружи, што да направам. И нели очекуваме дека со една интервенција ние ќе го средиме тоа се. За жал не е тоа така и мораме да имаме реални очекувања. Реалното очекување е дека на ова дете ќе му треба повеќе време за да се адаптира. Оно кое што можам да ухрабрам гледачката е во наредниот период максимално да се ангажира да тоа дете биде дали во соседниот двор каде што има деца, или во игралиштето каде што живеат, да го изложува на интеракција со други деца, да нема превисоки очекувања, ајде сега мама зошто сите ти зборат и не зборуваш, значи да не ги потенцира оние особини кои што детето да не го караат едноставно, да не ги потенцира оние особини кои што секако ние знаеме дека не валјаат, значи да се наклони ако мама дружи се колку што можеш ти толку. Сеќа, еве другарчињата ти зборуваат, да немаме ни очекување сега го споредуваме нашето дете со детето на комшијата што одело на пример 5 години Петронова градинка.
да го запишеме во некакви групи каде што имаме, да речем, сега барем во модерно време имаме разни, нели зависи од каде е гледачката што има достапно, меѓутоа на дополнителни активности каде што ќе има социјална интеракција, каде што ќе стекнува интеракција со другите деца и да бидеме трпеливи во процесот. Така што очекувано дека ова дете ќе му треба повеќе време да се адаптира и повторно ќе го нагласам, особините кои што нас не се допаѓаат, а тоа е дека можеби не комуницира со другите деца, да се правиме дека не ги гледаме, а оној момент кога ќе видиме дека детето ќе му подаде играчка на другото дете, да го пофалиме богато. Браво мама, ова што го правиш извънредно. Гледаш како ти умееш да се играш со другите деца. Значи, она кое што ни се допаѓа, преку позитивни примери. Она што ни се допаѓа, богато да го пофалиме, она што не ни се допаѓа да се правиме дека не го забележуваме. Така и најбитна интеракцијата, односно мешањето помеѓу децата кое ќе ја овозможи полесно прилагодување во новата средина и со тие 20 или 30 нови другарчиња и со ученици. Доколку имаме следен гледач на линија, добар ден, во програма сте? Добар ден. Да слушам. Поздрав до вашата емисија и до доктор Камелија. Едно прашање ме интересира како баба. Имам внук од 11 години, меѓутоа синот ми почина минатата година. Така. Ме интересира, дали тоа дете треба да знае нешто за неговиот родител и или да не му се кажува ништо. Или на која возраст да му се објасни? Детето на 11 години нормално дека сака да знае и дали треба да му се кажува вистината, бидејќи јас се вистината му ја кажувам како што е и ме интересира советот доктор Камелија. Дали треба да се продолжи со тоа дете и понатаму да се зборува вистината за неговиот татко, да не глумиме некоја лудило, мислам како да се изразам. Така е. Ќе добиете веднаш препораки. Ја почитувам многу докторката, можда прашањето не е до вас, меѓутоа ви благодарам. Не, коректно, баш токму за незината специјалност е прашањето, иако е надвор од темата, меѓутоа секако ќе добиете совет и конкретно одговор на вашето прашање дали вистината треба да им се кажува на децата, иако таа понекога знае да биде и навистина болна. Ви благодарам за јавањето, секое добро на вам и на вашето внуче. Најпрво сочувство за загубата и она кое што ја охрабрувам гледачката е дека тоа што го прави е навистина добро. Смртта не значи дека поглавието на тој човек е завршено. Емоционалниот дел, тој е родител, тој постал во неговиот живот. Апсолутно треба да биде споменувано. Детето е доволно големо за да разбере. Значи, некаде децата најголемите прашања и ја учат смртта, дали навистина постои, што е реверзибилност на животот, е некаде меѓу 6 и 7 година. Така што дете кое што е поголемо од 6-7 години, апсолутно ја разбира и реверзибилноста на смртта и знае дека нели некој кој што почнал повеќе го нема меѓу нас. И тоа не значи дека ние треба да го избришеме овој член. Овој член е неговиот татко. И тоа е една многу јака фигура која што постојано ќе биде со него. И апсолутно не постои дете кое што не си ги сака своите родители. Така што неприродно е да ние негираме човекот што постал во неговиот живот. И она кое што можам да го охрабрам ова семејство, доколку нели е прифатливо оваа идеја за него, тоа е да барем еднаш неделно да имаат ритуали и да прават нешто кое што го правеле додека бил жив таткото. Дали тоа било удање на ручек некаде, дали било тоа можеби некоја прошетка во паркот или било каков тип на нешто кое што го сакал таткото и го сакало детето додека нели таткото бил жив. И да не се разговара нели често за смртта, бидејќи смртта секако е болна тема, меѓутоа да семејството има право еднаш неделно да разговара за ова што е болно, бидејќи знаете како една година од поминување на смртта апсолутно не е доволен период да семејството се ремодулира и да функционира како ништо да не се случило. Просечна животна загуба ни треба да се вратиме во првобитната позиција 2 до 5 години. Тоа не значи да заборавиме дека ни починал некој, меѓутоа да се вратиме со некакви капацитети да функционираме, бидејќи многу се слаби капацитетите во првите 2 години кога загубата постои. Така што да не ја негираме смртта, да се зборува за покојниот, меѓутоа да биде ограничено, да биде во одредени денови, да не биде постојано, бидејќи сепак нели детето и отворено и искрено. И отворено и искрено, да, бидејќи 11 годишна дете има доволно капацитет да ја препознае тежината на загубата. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден.
Режија, дали имаме гледачи на линија? Јас, Да, во програма сте, ве слушаме, господјо, повелете. би рекла дека сум трета, па че... Да, нема проблем, повелете, ве слушаме, во програма сте. Добро утро. Добро утро, добар ден. Ви посагувам убав ден. И вака, бабата на внуче 6 годишно треба да тргне прво деление. Така. Чита лектири, чита рачна математика, чита арапски. Може ли само Ни погласно да зборува? предложија да го запишеме не прво деление, второ деление. Така. Што не советувате? Дружелюбив е, Ке ви објаснам. го интересираат шах, ма разбирате, се такви работи го интересираат некој. Не сакаме да му го уништиме детството, да му скратиме детството. Значи, ве советуваат да го прескокне првото оделение? Да, трето деление. 2 години да скокна. Да. А да совет да ми дадат. Така. Ќе добиете совет, ќе ви објаснам. Внуче, 6 години треба да тргне од прво оделение, сега во септември, меѓутоа преинтелигентно пишува, читало лектири, пишувало математика, пишувало или зборувало и арапски или англиски, не ја разбрав добро гледачката, ја советуваат да прескокне 2 оделенија, за да го запиша директно во трето оделение. Дали со тоа се уништува детството или да се оди тој природен тек на образование кај едно дете? Вашиот совет и препораки за скокнување на оделение? Знаете како јас сум детски психијатар, јас не сум, да речам, образован асистент, не сум професор во училиште и смитам дека најадекватен одговор би дале оние кои што работат во оваа дејност. Она кое што јас како психијатар можам да го слушнам и кое што може би ми дојде на ум е дека дете кое што има 6 години, најверојатно не би можело самото да се научи букви и азбука и арапски и математика. И предпоставувам дека тоа е дете кое што многу е работено со него. Тоа е, да речам, колку што нели ние се гордееме моето дете нели ова и ова го прави за возраста, некогаш less is more. И некогаш ние како родители, сакајќи да му дадеме многу нешта на нашето дете, му ја зимаме можеби адекватната возраст. И јас се согласувам дека дете кој што знае да пишува, дека првото деление би му било навистина досадно, бидејќи оно ќе знае да пишува. И топло ги охрабрувам родителите и се заблагодарувам на гледачката што отвори на многу интересна тема. А тоа е дека се има, не сме ние како родители можеби должни да знаеме се. Меѓутоа, у денешно време имаме точно, да речам, достапна литература во која развојна доба што му е потребно на детето. И доколку би било потребно на детето на 6 години да го знае ова се, најверојатно сите деца би го знаеле и најверојатно би се учело и во градинките. Штом во градинките тоа не се прави, има зашто не се прави и да ги следат светските трендови, односно да на некој начин или не мора да се родат учени за се, меѓутоа да не го форсираат детето, бидејќи она кое што е неблагодарно да го кажеме, јас стручно да разбирам, тоа дете ќе му биде досадно. А од друга страна, доди у трето деление, тие деца до трето деление се дружеле, се познаваат, тоа е шок. Така е, дополнителни ризици носи, најдобро е со педагог да пред се училишен кој имале и вакви ситуации и случаеви. Тие се многу поадекватни од мене. Така е, но ги кажавте ризиците од вашиот аспект кои се можни при прескокнување на оделенија. Доктор Камилија, почетокот на учебната година рековме дека носи септември предизвици, но и обврски и притисоци пред се за децата. Денешниве деца, современиот начин на живот налага пренатрупаност или едноставно некогаш не по волја на децата имаат безброј или поголем број на активности од училиште, приватни часови, странски јазици, спорт. Како сето тоа влијае врз едно секојдневие на еден ученик, дали е прваче или е пето или шесто оделение? Така. Многу интересно прашање и многу можеби конфликтно за денешното време, бидејќи некако родителите сметаат дека ако го носат детето на многу активности, дека они се добри родители
И најчесто многу интересно како родителите знаат да го проектираат собствениот успех ако се успешни децата, бидејќи знаете како велат културолошки, детето е наша слика слика и прилика. И ја би го зела детето како многу пошироко од слика и прилика и реплика од родителите. И мислам дека би им дала на родителите како една сугестија во основа, ако детето кој што е, да речам, некаде до 13 година, ако нема свои слободни 2 до 3 часа во текот на денот, дека е пренатрупано дете. Или за адолесцентите би рекла некаде час до 2. Што тоа значи? Ако ние го разнесуваме детето по училиште, ако учи, ако пишува задачи, ако во денот на тоа дете до 12 години не му останува 2 до 3 часа за него, за креативна игра или што би рекла народски за досада, за телефон? Да, за досада, тогаш вие сте го пренатрупале вашето дете. И обично тоа така и се случува. Обично одат на 2-3 јазика децата, одат на 2-3 спорта или на спорт, на цртање на сето тоа. Нешто, да. И тоа е апсолутно изванредно, меѓутоа би сакала да ги освестам родителите дека некогаш премногу е полошо. И правени се во Токио баш студии на оваа тема кои што докажуваат дека ако ние го правиме, ако го пренатрупуваме нашето дете со премногу информации, дека когнитивната способност на детето опаѓа. Што тоа значи? Дека ние сакајќи да направиме многу, знаете, тоа исто како во спортот. Ако ние премногу се исцрпиме, телото нема кога да има рекавери, кога да има обновување. Истото и со мозокот, бидејќи мозокот е орган кој што нели подложи на тие промени. Така што ги охрабрувам родителите да не го пренатрупуваат детето и модерното живење дава многу шанси и се осеќаме леле лошо сега како комшиката го носи, јас не го носам, моето дете нема да го знае ова. Меѓутоа не секој дете се раѓа со исти интереси и би ги советувала да баш будно ги следат интересите на детето и ако забележат дека нешто не му предизвикува... Да, на кои знаци да обрнат внимание родителите дека детето е исцрпено во наводници од премногу не е обврски. тука, отсутно е, се повлекува, помалку јаде, полошо спие, едва е станува наутро. Значи тоа се некои знаци кои што и друга, знаете како сите родители си ги познаваат фантастично собствените деца и приметуваат кога нешто не им се допаѓа. Секој родител знае кога го носи детето некаде каде што детето сака и некаде каде што не сака. Се согласувам дека има работи must have и дека има работи кои што мора да ги заврши детето, меѓутоа има многу врски кои што ние несвесно му ги наметнуваме и го преуморуваме нашето дете и после тоа нашето дете не може да функционира. И знаете како досадата, морам да го потенцирам ова, бидејќи ние културолошки тоа го велиме досада, кога детето нема структура на тие 2-3 часа и кога детето ќе ви рече мамо досадно ми се што да правам, еве синко еве телефонот скролај. И ние му даваме на детето една допаминска работа која што прави адикција и ние мислиме дека нашето дете пошто сега не ви вели дека е досадно, дека е задоволно. Меѓутоа оно што го вели науката, досадата прави креативна интроспекција кај децата. Што значи креативна интроспекција? Тој моментот кога не почнуваат да имитираат улоги, кога почнуваат да се заигруваат сами, кога почнуваат да имаат оние фантазматски размисли, почнуваат да измислуваат сценарија. Јас точно знам, еве ќе дадам пример за подобро да ме разберат гледачите. Кога на пример на мојата ќерка е досадно, она почнува да раскажува како што раскажуваат во градинка, вели ајде сега ти седни кој е тука, кој не е тука и ги запишува, она всушност ги запишува кучињата, не дека и знае да запишува на возраста, меѓутоа сакам да кажам, она имитира се, прави една фантазматска игра која што е изванредна. И тоа е многу добро, бидејќи на тој начин мозокот на детето се развива. Да, многу е поедноставно да јас на моето дете му го дадам телефонот и да го купам мирот, и јас не велам дека телефонот не сме никогаш да се даде, апсолутно не. После 3-та година детето смее да има ограничено време на телефонот, меѓутоа да не биде тоа досадно ми е повели. Во тие моменти на досада децата измислуваат работи, креираат и пуштат да ги децата да бидат креатори. Да бидат малку, да се фантазираат. Така. Да, така со тоа и си го развиват и мозочето. Апсолутно. Да. Докторка, но не сите деца подеднакво може да се прилагодат во училишната средина. Еве како да разговараат родителите кога со децата кои имаат анксиозност, плачливост, вознемиреност, еве пак да се надоврземе во новата средина, односно во училиштето. Каков пристап да имаат кога ќе се врати детето од училиште за да му помогнат полесно да се адаптира понатаму во училиштето?
Да, и многу често се случува да децата имаат потешкоти и да ги поставуваат овие прашања родителите. И јас најчесто на кое што пракса го добивам како одговор, кога ќе ги прашам родителите, а добро, вие како разговарате? Па ништо, и ве го прашувам што научи денес, дали има домашно. И всушност родителите не разговараат за чувствата, него разговараат за техничкиот дел. Дали научи нешто, и тоа уште толку е зголемува анксиозноста, пошто тоа дете кој што има анксиозност не успеало да научи, и тоа е природно заради тоа што ние кога сме во тој модус на кортизолски, односно адреналински, многу помалку ни работат оние центри кои што се одговорни, хипокампусот и останато. Значи, сакам да кажам, западнати во стресот тие деца. Така. И тие немаат можност да расудуваат. Во тие моменти на стрес, знаете како, идејата на човечкото тело е гениална, е да преживее. А за да преживееме, нас не ни треба да размислуваме, нас не треба витално важните органи да ги спасиме во тој момент. И така изгледа прилика стресот. И тоа се стресени деца кои што не паметат што кажале на училиште, бидејќи докажано дека кога имаме ние стрес, меморијата се намалува. Пошто постојано ќе кажа, меморијата во моменти на преживување, кога не бркале лавови и тигри, не била да памтиме, била да преживееме, да избегаме од животното. И тоа се тие првобитни анцесторни реакции кои што ги даваме ние луѓето. И во тие моменти ние како родители да не го потикнуваме стресот, него. Како се чувствуваше на училиште? Дали ти беше забавно? Мене ми се чини дека училиштето е одлична институција за дружење со другите деца. Како ти беше дружбата со другарчињата? Да го прашуваме за емоционални работи кои што анксиозна природа на детето, емотивна природа на дете кој што ја има, а не за техничкиот дел. Тука е оној tips and tricks како да постапуваме. Доктор Камилија Симеонова, ви благодарам за одвоеното време. Времето на емисијата ни е ограничено, имавме и уште многу да говориме, но тоа ќе биде повод за ваше следно гостување во Добриот доктор. А за денешното гостување ви благодарам за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи на оваа значајна тема и, како што реков, повторно сте добре дојдени во Добриот доктор. Благодарам. Поздрав и сека добро. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се и за вашето физичко, но и за вашето ментално здравје. Пријатно!